По 11 пат, фестивалот на питие и вино ќе се одржи ниот викенд од 10 до 12 октомври. Градоначалникот Чедиев ја најави тридневната програма, како и бројот на учесници, кој е зголемен во споредба со минатата година. И оваа година на просторот пред кафетериите на улица Благој Ѓорев. Локацијата по барање на угостителите и оваа година ќе биде на исто место, но со многу подобра организација на просторот, што ќе овозможи сите гости и учесници да имаат подеднакви услови, да се зачува зеленилото на тротоарите, а во исто време да се овозможи слободно движење на сите присутни гости. Мора да напоменам дека интересот за учество на оваа манифестација година е многу поголем, како од производителите на пити, така и од винариите, затоа што питата и виното секогаш одат заедно. До сега имаме пријавено 30 на учесника, што е скоро за 30% повеќе од колку лани. Според организаторот Општина Велес, питијадата се организира за да се зачува традицијата и питата како бренд на Велес, а при тоа да се презентира и добра забава за посетителите. Во музичкиот дел ќе настапат првата вечер на 10 во петок од 18 часот Миле Кузмановски, Наум Петревски, групата Виртус, со нив ќе ги придружува Ефто Попиновски, Блага Петревска со групата Академци и Нино Величковци со кумановски тамбураши. Додека на 11, тоа е во сабота, во вечерните часови ќе настапи популарниот млад изведувач Маид, домашната рок група Ареа и секако Прљево казалиште, хрватски бренд, што не се симнува од првите места на балканската естрада. На 12 недела за прв пат ќе организираме да има и вечерна програма. Тоа е исто така побарање на учесниците на питијадата. Од 18 часот на бината ќе биде резервирани, ќе настапат Дани Тарабунов, Бени Шекири со групата Нонстоп. Че настап официјално ќе заокружи годинишната манифестација. Се разбира дека преку цел ден ќе биде и ќе имаме организирана програма со велешки естрадни уметници. Тоа значи од петок почнуваме во 12 часот, па до недела до 18 часот. Ќе имаме можност да ги видиме младите училишни бендови, културно-уметничките друштва од градот, распеани велешани, основците и дечињата од градинките, но ќе ги видиме и ќе ги чуеме Соната, Коктел бенд, Зрак, Екстрем бенд, Тренд бенд, Евергрин бенд, Сенатор бенд и други. Во ноќните часови, по завршувањето на концертите, ќе имаме и диџеј ангажирано. Блокирањето на делот од улицата Благој Ѓорев, каде ќе бидат сместени штандовите, ќе значи нов времен сообраќаен режим. Значи имаме изработено и проект за временно регулирање на сообраќај. Тоа значи дека ќе биде затворен до круг целокупниот тој потфат, паркингот ќе биде ослободен, што ќе биде одма по Тедико Супер што беше, значи паркингот ќе биде ослободен тука. Тоа значи дека сообраќај ќе се одвива од другата страна преку Авона. Значи имаме класичен нов режим на сообраќај во тие 2,5-3 дена како што треба да биде. Значи сето тоа мора да биде со проекти поддржано, треба да биде одобрение од МВР во секој сегмент. Од локалната самоуправа велат дека пријавувањето на заинтересираните угостители и винарии се уште трае и ќе биде обезбеден штанд и простор за сите кои ќе се пријават пред почетокот на питијадата.